Вака, јас го составив, значи како нашите медиуми ја проследија објавата за црните страници на УДБА. Еве, ќе ви пуштам само малце да видите. Или пак од нивни потомци. Директорот на Државниот архив Филип Петровски вели овие свидоштва кои ги доставуваат граѓаните се од особена важност за да се фрли светло врз настаните од минатото за кои ја имаме само едната страна, онаа на тајните служби. Во досијата постои само еден глагол на тајната служба. Така, значи, да не ве гучам многу, мемберите ќе си видат. Значи, 15 минути ексклузивно видео, кое што ги има соберено сите известувања по вестите во тоа време. Скоро 10 години, откако се објавени црните страници на УДБА, како и прогонуваните македонци, така и црните страници на УДБА ја имаат судбината на прогонуваните македонци. Според мои сознанија се заклучени, изолирани и ги прават во архивот недостапни за пошироката јавност. Тоа е лична одмазда на апаратчикот кој што е поставен за ВД директор на архивот, кој што во времето кога ги правев црните страници на УДБА се обиде да ме попречува да не ги издадам. Но по принципот на полжавот и орелот, со лигавење нели до врвот, успеа да стане ВД директор и сега да ја прави одмаздата кон книгите. Но во ова пригода да порачам, нема да можете да ги затворите црните страници на УДБА. Ги има во неколку библиотеки, ги има купено неколку луѓе и едноставно човек до човек со фотографија, со скенирање, документите ќе живеат. Значи, џабе ви е што создавате во 2026 година индекс Librorum Prohibitorum или забранети книги како во време на средниот век, што го правеше католичката црква. Нема да ви успее забрана на книги. Тие книги се доказ дека ние сме среќни што имаме држава. 2 години од мојот живот посветив секојдневно на тие книги и ќе направам се за да бидат достапни на целата јавност.